Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Мислев дека ноќта на вештерките е брилијантна прослава и дека застрашувачките нешта се забавни. Но кога сватив дека празникот му се посветува на сатаната, веќе не ми треба. Джейн не е единствената која повеќе не учествува во ноќта на вештерките. Јас стојам настрана од Франкенштајн пицата и пунчот на демоните. Супа од крв на пајак, гнасно, ми се лоши. На часот по англиски јазик зборувавме само за ноќта на вештерките. Татко ми рече на наставничката дека тоа има мистично потекло. Тоа значи дека се присутни невидливи сили. Тогаш бев слободна да го напуштам часот. И зошто Ралф нема желба да ја слави ноќта на вештерките? Верувам во Бог и повеќе сакам да го правам тоа што тој го вели. Прочитај ги овие стихови од Библијата од Второзаконие 18, стих 9. Да не навикнеш да правиш гнасотии, какви што правеле тие народи. Бог е љубов. Не предупредува затоа што не сака. Неговите заповеди се добри. Секој кој го слуша нема да падне во стапицата на сатаната. Не знаев дека ѓаволот стои зад ноќта на вештерките, но прочитав за тоа во флаер. Тоа ме вчудовиди. Сега сите ги предупредувам за тоа. И го читав флаерот гласно во училиштето. И наставничката ми дозволи да го направам тоа. Верувам дека не сум единствената која дури сега слушнала за тоа. Но сега и јас велам, ноќта на вештерките без мене. Верувам дека многу други набрзо ќе го кажат тоа. Ако знаев порано дека ноќта на вештерките е забава на сатаната, никогаш немаше да бидам дел од неа. Може би и ти не го знаеше ова и учествуваш. Дали ти е жал за тоа? Не плаши се. Исус е победникот. Помоли му се. Тој те слуша. Например, кажи: Господи Исусе, ти благодарам што ме сакаш. Те молам прости ми што учествував во ноќта на вештерките. Нема веќе да го правам тоа. Сега сакам да живеам за тебе и да го читам твоето слово, Библијата. Верувам во тебе. Ти благодарам што умре за мојот грев. Амин. Исус веднаш одговара на ваков вид молитва. Ти простува затоа што те сака. И кога ќе го примиш во твојот живот, тој секогаш е со тебе. Ќе те заштитува. Направи го тоа што го направи Бети. Кажи им на другите кој стои зад ноќта на вештерките. Може би и тие ќе поверуваат во Исус и ќе кажат: ноќта на вештерките без мене. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!